Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добредовавте во уште едно издание Јади Бурек на ТВ Сонце. Се надевам дека ве наоѓам во пријатно расположение, иако не ја детектиравме каква е ситуацијата со Шкопје. Парното, шо бидна работа, нели, ладни, топли и така натаму. За цените малку дебатиравме, коронава ја држиме на страна, сепак ќе викнам некој постручно лице, па тогаш ќе се вклучиме во општа дебата, нели, бар да имаме некој да ни одговори малку постручно на вашите прашања, да не остане. А што се однесува до политиката, знам дека сте доволно вешти и имате добро изградени ставови, така што можеме да дебатираме на таа тема. Колку што мене ми е познато, во моментов немаме, за разлика од вчера, мене ми изненен, појма немав дека нели, критика до мене, требаше да знам дека македонската репрезентација игра, иако имавме многу јавувања, сепак требаше поподготвен да бидам за тоа. Како и да е, телефоните веднаш ви ги ставам на изволте, што викаат комшииве наши северни, северно-северни, ние сме северни, они се северно-северни, а овие се под нас. Како му доаѓаат? Стварно не знам како му доаѓаат. Се едно, добро. Што се однесува до темите, ја мислам дека и тоа како би требало да ве слушнам, ќе има Холандија, Португалија, значи Македонија не игра, Холандија, Португалија. Добро, у среда, утре е празник, денеска е неработен ден, денеска на пост, секако работно. Утре нема ова време, колку што гледам. Така, добро. Не ја следам, многу послабо го следам спортот, иако право да ви кажам, многу позаинтересиран сум за светското првенство во фудбал во февруари, што ќе се игра во Катар, па би сакал негде да се ужлебам, да направам преноси, но ќе ги прерипам. За едно 4 години, може би, како, нели, Лебедова песна на последните или предпоследни. Како ја почнав кариерата, така и некако да ја завршам во, ајде да речеме, може би последната деценија која ми преостанува од кариерата. Сепак јас сум колку веќе 59 години. Значи 69 години, ајде што ми е гајле. Ке му ја терам колари Кинг, дур сум жив и додека ме трпи газдава, окей. Кога нема, ке му ја идеме негдека. Ама каква е сега ситуацијава, нели, секој може домашна продукција да си направи и да си стрима на YouTube, така што мислам дека нема да се откажам од ваков начин на водење, може би не вака формална телевизија профи како што е ова. Океј, телефоните молам режијата да ги стави. Ја не ги видов вести, дури ни вестите на ТВ Сонце. Ако има од вестите некои прилози, не треба тоа, туку видео прилози од посетата на премиерот на Бугарија, нема, добро. Па и не треба да има. Не, како дојде, он вика бугарското малцинство во Македонија. Што? Па е легитимно право, нели вчера малце го издриблавме Маричич, кој што, како викаше, дека нема ние што да кажуваме каде и како има ова. Ако кажат бугарите нема, што има ние да се буниме? Види интересна работа, тоа било мешање. А они кога нам ни викаат или како што Али Ахмети денеска изјави, една негова, ај да речем политичка бомба, која нормално сите странци, СДСМ, ДУИ, мислам, без никаква критичка нота има да ја прифатат, после се чудат зашто губат на избори, но тоа е тоа. Ахмети, може компјутерот? Ахмети вели, да го прифатиме бугарското малцинство во уставот, ништо лошо нема да и стане на државата. Во суштина, ништо лошо нема да и стане на државата и да прифатиме, да ставиме и свахили. Јас сум убеден дека во Македонија има од племето свахили, знам дека има од Сирија, зошто да не ги ставиме и сиријците? Турците, исто така.
Можеме да ги ставиме, можеме кинезите да ги ставиме. Па ја мислам дека кинезите да ги ставиме уште по-добро, нели? Кај се русите, нели? Русите си ги сакате, така. Зошто и русите да не ги ставиме? Хрватите, како докажани наши македонски пријатели, нели? Заради Дадо Топич и Јосип Јурај Штросмајер, кој ни ја објави стихозбирката Бели мугри. Потоа словенците. Словенците, ја би сакал словенците да бидат внесени во македонскиот устав како благодарност на сите оние прекрасни словенки кои за време на работните акции така убаво морално не поддржуваа, не крепеа и ни правеа тогашното братство и единство да биде вистинско сестринство. Прекини да збориш, ќе спиеш вечер у кола. Така што италијаните ми се многу симпатични. Зошто да италијаните не бидат внесени во уставот? Јас стварно не гледам никаква И што лошо ќе биде на држава ако, например, македонскиот, албанскиот, бугарскиот, српскиот, турскиот, италијанскиот народ. А ја искрено возам и француски автомобил со кој релативно сум задоволен. Ама добро, тоа знаеш како е да имаш кола, тоа ти е као брак. Се сакате, се навикнувате еден на друг, ама нели, не секогаш ти имаат работите. Па добро, што лошо ќе и биде на државата францускиот народ да го внесеме? Не гледам ништо лошо. Со американците какви ни се односите? Вака. Мераци ни се односите со американци. Зошто американскиот? Замисли како би било би звучало, знаеш, во уставот на Македонија и американскиот народ. Сега додуша нема американци, ама ние сите ги земаме. И тие, и црнци, има американски народ? Ама ќе има. Нема, ама ќе има. Види, добра поента. Нема, ама ќе има. И ќе се изроди, преку Македонија ќе се изроди новата најмоćна нација во светот, американската нација. Американската не мора да биде само Соединетите американски држави. Тоа може да биде и Канада, Аљаска, Мексико, Коста Рика, Магарето, Бразил, Колумбија особено, мојата омилена, нели? Ни Кока-кола немаше да ни биде таква каква што е без неа. Бразил, Аргентина, Чиле. Луѓе, кај ни е крај, све тоа у наш устав, плюс кинези, плюс руси. И како викаше Миле Паника кога држеше за избор за градоначалник? Вика, чија керка воде? Која воде? Ја. Кој е главен? Ја. Па што се ја правиме муавет? Знам дека колегата мој веќе го бара клипот. Па најверојатно може и да го пуштиме. Па види, држава ни е толку мајтап, целата ситуација е толку мајтап, треба да се гледа во оваа камерност на претенциозност и на снобизам. Например, Монти Пајтон тоа го направија со англиското општество. Не остана ништо нерчното. Ни политичари, ни естаблишмент, ни црква, све парче направија. Зошто? Затоа што многу пресериозно се сваќаме себе си, мислам, се умислуваме дека нешто. А во суштина, кога треба да делуваме, не делуваме. И после се прашуваш, па чекај, што е проблемот? Но, добро. Добро вечер за сите вредни луѓе. Добро вечер за сите честни луѓе. Добро вечер за сите што плаќаат сметки и даноци. Добро вечер за сите што ги почитуваат сообраќајните правила и се толерантни и не губат нерви, за разлика од мене. Добро вечер за сите оние што имаат смирение, но добро вечер и за оние што го немаат, за да го имаат. И така, и за сите оние што си ја сакаат државата, никогаш северна, тоа веќе никој не го кажува, освен така некои анонимни профили. И што ти ја знам. Значи, Ахмети, да го прифатиме
бугарското малцинство во уставот ништо лошо нема да и стане на државата. Подвукало е на крају свог излагања. Хајде да ги видиме и другите вести кои доаѓаат врзано со ова. Џафери на средбата со Петков. Членството на Северна Македонија во ЕУ ќе биде во интерес на регионот. И така, интересно, Али Ахмети, Џафери, има ли некој македонец да застане и да му каже: господин Петков, добредошле, све е убаво, ама каде е македонското малцинство во Бугарија? Нема. Па извинете, има 100 пресуди на судот, на Европскиот суд за човекови права, каде ви се наложува да го признаете македонското малцинство, а не го признавате. А барате од нас да го внесеме во уставот. Стварно не ми е проблем да ве внесеме во уставот. Да ве внесеме голи, со сегаќи, како сакате. И како татари, и како бугари, и како марсо, како сакате. Кај се нашите вирс-верс? Ако нема македонци во Бугарија, ако не постојат македонци, во што барате бугари во непостоечка држава на непостоечки народ? Тоа стварно не ми е јасно. Ама треба, нели, вашата борба е да не натерате на сила, да се кажеме дека сме бугари. Абе, слушај, и да си во право, на начинот како ме тераш, абе, нема шанси. Еве ти кажам, имам право на избор да абстрахирам историската вистина. Јанкош, знаеш ли ти дека по потекло си бугарин? Добро? Што си ти? Македонец. Ама зошто? Како викаше ние во Матрикс на финалната борба со Смит? Вика зошто? Why? Because I choose to. Значи не ми е гајле ни за ДНК, не ми е гајле ни за Вениш, не ми е гајле ни за предци, ни за историја, ни за психоисторија. Јас сум одбрал. Дали знаете дека имате наследно право, но имате право од све да се откажете и како личност да се редефинирате? Па човече, дозволи светов да се редефинираш по пол. Да смениш пол. Дури плаќаат за тоа. Дури ти помагаат секако. Зошто тогаш да не можам јас да си сменам свој личен став за она што сум? А не го менјам. Само од почит длабока за татко ми, дедо ми, прадедо ми. Понатаму не знам што правеле другите. Секоја им чест. Имале тежок живот, низ нивниот тежок живот, јас сум денеска тука кај што сум. И ја би бил социопат, ја би бил идиот, дебил, иако имам право да бидам таков, да го ништам се она што они во живот го направиле. Може сум очекувал да бидат многу побогати, замоци да имаат, да живеам ја денеска во Канада, во Шкотска. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Среќни празници. За многу години. За македонската репрезентација за ракомет. Ракомет, слабо гледам, ајде информираме добро, немам ништо слушалки у моментов. Вака се. Дечките добро одигра. Добро? Имаше двајца кои што по мене, кои што сум лаик за ракомет. Талевски многу си дозволи. Прво полувреме имаше 7 шута, 5 промашувања, 2 гола. Второ полувреме исто така. Многу стручно ова си го... позиции. И второ полувреме Кире Лазаров пушти младите да пробат да видат како е да играш со светски првак, со европски првак уствари, па да осетат и они како и да научат. Толку за ракометот. Извини, те молам, информираме и не ми замерувај, ве молам, како и вие, почитувани гледачи. До каде сме? Ова е прв круг, осми на финале, прв круг, втор круг. Какви ми се резултатите? Ја не се разбирам многу, знам дека ова година е направено само 2 екипи, првите 2 пласирани одат понатаму, порано беше 3, третата играше бараж, така што ние ниту една утакмица не победивме, на последно место сме, од 4 групи немаме ниту еден бод.
Ова Така е, што чекај, ова не е ни европско ни светско, ова се квалификации? да, квалификации. Ја Добро, колку што знам. до да не кај зборам сме ја на сега? памет. Викаш Па последно ништо, место. сега ќе си дојдат дома и ќе чекаме наредна прилика. Така, добро. Нека се живи и здрави. Некога Да се се добри, живи и здрави, али освоивме прво место на друго нешто. Добро. Најдобра публика. Најдобра публика, каде што и кога губевме, пееја, излези момче на тераса, никогаш Северна, само Македонија и дури и публиката друга што беше во на стадионот им се придружи, заедно навива, значи нешто супер. Да, и вчера ми се јави еден гледач да ми каже зошто нема толку јавување, затоа што вика толку сме фасцинирани, вика таква е, вика атмосферата прекрасна во каде се играше? Јас не следев Добро, многу да ти кажам добро. право. Но вика дека атмосферата била нешто изворедна, нашиве направиле вистинско шоу, спектакл. Вака сега. Да свртиме малце на малце поболната тема, ако може. Океј, повели. Вака, значи, првиот ден, одма кога стапи на министерското место, Маричич ја погази македонската гордост, македонството и се што е македонско. Како може да каже, нас не интересира за нашето малцинство на соседните земји. Како може така бе? Више одма во првиот ден ние им дозволивме во преговорите со Бугарија да водат 1-0. Како може да не се грижи за своето малцинство бе? Како? Така направија со Преспанскиот договор за во Грција. Сега истото го прават и за овде. Ја не знам до каде ќе одат. Дали имат они нешто како да не ги навредам сега, не сакам да ги навредам. Режија, кадар? Срамота. Значи, имат ли нешто македонско во себе? Што мислиш, зошто го прават? Пишува дека македонците постоеле. Сегдека пишува дека ние сме ги описмениле сите на Балканот и во Европата. Ама не ни го признаваат тоа. И се што да правиме? Па тоа е, бе, Јанко. Това е, значи, од Западот е тоа цела машинерија што се прави да се уништи Македонија. Зошто? И се иде на таа карта да се разнебити Македонија, да си стане они што имаат тоа протекторат, да си ги спојат тие три дела овие вамо, овие да си земат тука, еве ги горе почна со црквата и тие нешто ќе се јават. Не знам што да ти кажам, Јанко, више не ми се гледа телевизија, не сум ни гледал ни вести, ни ништо, више катастрофа. Ама не можеш и да свртиш на интернет, на телефон или било што, преокупиран си 24 сата со глупости. Новинариве немаат, гледаш, власта се преокупира, целото новинарство го зема у скут. Ниту еден новинар не собра храброст да го праша бугаринот дали има македонци во Бугарија. Ниту еден новинар не се осуди да праша. Кај смее да праша? Кај сме да праша што Кај смее да праша? Еве ти кажам. Не смее да праша. Затоа што, знаеш ли зашто? А знаеш зашто не смее да праша? Затоа што ќе му забранат после наследните пресови да иде. А толку е новинарството у Македонија. Абе, какви пресови иде, ќе се јават кај уредникот, таму ќе го избркат од работа, бе. Какви пресови, бе. Тоа е више катастрофа, сите телевизии, сите новинарски куќи, и сега па пуштија тие Facebook профили, 300 некои си портали, само машинерија на 300 на саат работи, само плюкаат. Катастрофа. Нова влада. Која е нова влада, човече Божи? Само 2-3 министри сменија од... Сменија ли некој од Дуи, бе? Нова влада. Требаше да кажат малцинските министерства од владата на Дуи. 8 министри има, 18 министри има на Дуи, албанци има 16 министри македонци.
Па каде е тој преспански договор, бе? Усвари Охридски ранкови договор. Па уште на сила е тој 18-19%. Треба да има толку министри, бе. Толку треба да имат вработени по министерствата, по институциите. Ја немам проблем против албанците, сега зборам против наши, бе. Страмо тоа што го... Албанците си се паметни, си барат тоа што си барат, они си добиват. Овие, за да може да крадат, за да може да плячкат, за да може што да ти прават, све им дадоа. Сега, за да не одат у затвор, знаете ако дојде некоја наредна влада, ќе бара потекло имовина, ќе бара ова, ќе бара кои криминали ги имат направено, и сега заштита каде дуи. Овие само користат, све што ќе побарат, све им дават, и ова која нова влада. Значи, промена на министри на СДСМ во владата на ДУИ. Срамота. Али Ахмети ми кажа да се признаат бугарите во устав. Абе, нема проблем. Еве, јас викам тоа што го кажал Ахмети, прифаќам. Нека се прифатат бугарите во македонскиот устав, али под еден услов. Да дојде странска, добра, некоја си институција и да направи попис колку има албанци, колку има бугари, колку има срби, колку има турци, колку има албанци. Да се направи попис, да се спроведе Охридскиот договор и да се каже дека албанци има 18%, бугари кој има над 10% не може да влезе во уставот. Чекај бе, или над 1%. Нема над 1% бугари во Македонија. И нема. Ама он сега ми кажува некои гачки тука, глупости. Што не си седи мирен бе. Нека се направи попис да видат колку. Они сега со пописот гледаш таа на пропаганда што ја пуштија по портали некои си тамо за колку муслимани има во Македонија, колку тоа е праена во машинеријата на Чаушот и во Бихачка горе. Најмалку муслимани има во Македонија, кога прават будари. Ама види го процентот. Најмалку во Европа имало муслимани во Македонија од таа и таа година до 2021 година. Таа некоја си нивна проценка европска. А тој портал е некој си матен. И сега, кој ќе го направиш процентот, искаш 30%. Значи, тоа е да ти го перат мозокот и полека си ја пуштат таа бува и ќе ја прифатат граѓани и кој ќе го прикажат сега пописот што го правят, ќе ги направат 30 и кусур %, а ги нема повеќе од 18%. Ови си бараат и ќе си добијат. Јас се јутам на овие што доздаваат све. Еве сега се настрвиле од струмице некои приватни фирми да го купат реплек. Зашто за го купат реплек? Им претат на тие акционери да го продадат реплек. Зашто? Зато што реплек има, само таа фирма има дозвола за да може да извезува од масло од преработка од марихуаната. И затоа сака да земат, не заради лековите што ќе ги продаваат. Зашто тоа? Еве го сега да се донесе закон да се легализира марихуана. Ајде, молим те. Не може, ми испомешано у главава од оваа луда влада, тоа не знам што дали до кај мислат да одат. Не знам што да кажам. Ти благодарам за јавувањето и пријатно. Жал ми е што се вознемируваш, но верувам дека многу граѓани. Еве една убава слика од Европското првенство. Сега ја колку што можам да видам, Европско првенство е во тек во ракомет, еве според програмата во живо која оди, нели, како покажува. Но она што го најдов една убава работа, тоа е една фотографија која објавив на Facebook меѓу навивачите. Едни од најзакрвените народи на Балканот, а можеби и во светот, се Србија и Хрватска. Како што некогаш беа Франција и Германија или Северна и Јужна Кореја, Хрватска и Србија, и овој млад заљубен пар со овие два шала како се бакнуваат, испраќаат една силна порака и да се надеваме дека доаѓаат добри и поубави времиња за овие простори, затоа што знаеш, не можеш ти да пркнеш или на Србија да е добро или на Хрватска да е добро, а на соседот да не му чини. Тоа ја ретко можам да видам дека има некакво убава живеачка ако тебе ти као ти е добро, а на соседот му гори куќата или болест и слично. Така што поздрав за оваа фотографија, една од најубавите фотографии
во последно време што сум ги видел. Благодарам режија, одиме со следниот гледач. Ако може некако нешто, не знам, преска беше во ред со слушалката. Немам ништо во слушалка што се однесува до... ги проверив каблите, се е во ред. Но... сега е во ред. Одлично. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, Јанко. Здраво живо, повели. На Софија на телефон. Поздрав за тебе и екипата и гледачите. Добро почна за да комедата, ама не разочара нашите. Од нашата група најмногу ми се допадна црногорската репрезентација, Албанија. И нас не надигра, и синока Словенците ги надигра. Али што е тоа сега, наредниот пат? Говорим кај со ова, сакам, Јанко, да кажам неколку збора од нашите гости денеска што ни беа тука. Може ли само првин да те замолам малку да го стишиш твојот телевизор? Неки малце... На нула ми е, на нула на пауза ми е ставен. Аха, нешто има некој крчење, добро, значи не од кај тебе, се извинувам. Продолжи. Може и лош прием има овдека во собава. Добро. Јако вака, на животка со гостиве наши и нашите представници што беа, многу не сум задоволен, поготово од господинот Маричич и од господинот Али Ахмети. Изненадувачки. Пола Ти да ги кажа, искритикаш? едниот пола не кажа. И другиот исто така пола кажа, пола не кажа. Но во спротивно двајцата кажа. Ајде да чуем зашто. Маричич кажа дека Маричич. ние не можеме да се мешаме во Така. нашите работи на која друга држава. И во продолжение требаше да рече и ние не можеме да дозволиме некој да не се меша во нашите работи. Така, браво. Тоа е прво. Второ, за Али Ахмети. Кажа, не е проблем кај нас да се стават во устав бугарите овдека, ќе треба да се брка работа. Кога тоа го кажа он, тогаш требаше во продолжение, значи спротивно од Маричи сега, и он требаше да рече, но под услов и македонците во Пиринска Македонија да стават во устав. Тоа ќе беше супер посета, супер наши представници ќе беа. Меѓутоа, за жал, не се случи тоа, а може би ќе се случи. Ќе бидеме во тек, да не се брзаме одма да напаѓаме, да бидеме жестоки против нашите од влада, секакви такви, наши се. И да бидеме толерантни, да видиме што ќе се случува, ако веќе видиме дека е многу лошо, тоа можеме да реагираме најошто што можеме. Ја тоа би го имал, Јанко, како припадник на албанска националност и како член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, сума сумарум, сметаш дека има македонци во Бугарија, дека треба да бидат признаени и дека како што бараат бугарите да влезат они во уставот, треба ли и ние да го бараме истото од Бугарија, македонското малцинство и народ таму да влезе во уставот на Бугарија? Први треба да покренат постапка македонците од Пиринска Македонија. Да креват глас јавно. Извини, тука ќе те прекинам. Тука ќе те прекинам. Ние треба одма подршка да им пратиме. Значи, они кренаа глас, они отидоа во Европа. Па да, ама судот во Европа има пресуди во... Па види сега, они се културни луѓе. Они има пресуди. Пресудите се игнорираат и од нашите, и од бугарите. Значи, што е после тоа? После тоа е или идеш судски и, нели, демократски, или се радикализираш. Ја неќам радикализација. Ама што ни останува? Види, те разбирам да бидеме толерантни кон власта, ама, знаеш, ако власта веќе оплеска работата, веќе нема назад. Знаеш, затоа треба сега да се... Не може. Ама се работи... Слушај, само еве како албанец, замисли некој дојде и ја протне, успее да ја протне и рече: види, не може албанско знаме да се вее во Македонија,
мора да се разликува од албанското знаме на Република Албанија. И го смени. Значи, ќе полудиш ти од нервоза, ќе те здоболи до срце, не ти, секој албанец. Ја ќе барам овака, јас сум по природа многу коректен и реален. И јас сакам Македонија. Ајде, нема да речем повеќе од македонците. Сите ја сакаме Македонија. Треба сите да ја сакаме, од срце да ја сакаме. Можем тука живеем. Меѓутоа, ја би ставил, мислам дека меѓу косовските албанци и албанските албанци во Албанија има разлика од знамето. Има нешто додатно. На Косово не сум сигурен. И кај нас треба да се стави тако нешто. Некој амблем нешто ситно да се стави, да се разликува. Ти си најголем револуционер што сум го слушнал од припадник на албанскиот народ последниве 10 години. Еве да ти кажам. Ова е толку твое прогресивно. Да живее мирно, спокојно, да ми трупат на порта само пријатели, другари, роднини и така натаму. И со и јас да одам кај пријатели кај други и да имаме добри примења, добро да живееме. Тоа е за мене. А сега да те прашам вака. Дали ти си последниот мохиканец на оние стари албанци кои добро живееја со македонците или сметаш дека и новиве генерации се стануваат потолерантни, не се веќе толку задоени и така натаму, како што политичариве не убедуваат дека македонците националисти, нашиве дека албанците националисти, сметаш дека омекнува таа работа и више им доаѓа преку глава или ќе биде проблем и во иднина? Јанко, јас веќе 70 годишен сум. Знам. Сум поминал многу нешта, два система на живење. Да речеме нешто повеќе од пола живот во социјализам и 30 години во капитализам. Има разлика таму и таму. Ние, албанците, доживеаме турбуленции во времето на СФР. 68 година, 76 година уставот, 81 демонстрациите. Овие ни беа најтешки моменти додека беше Тито жив. После тоа ја одеше се узбрдо до 90 година. Кога станавме сите самостојни во цела Југославија, тогаш се сменија работи. Лека полека и дојдевме до ова денеска што го имаме. Но со памет и со толеранција и со разбирање. Добро, ти благодарам за јавувањето. Поздрав до тебе, лека ноќ и пријатно, а ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав до тебе, Јанко, и емисијава Жешки теми деновиве. Веднашка не му дозволивме јануар да мрдне со празниците, па да почнеме да дискутираме за политика. По се изгледа темпото кое ни го диктира некој е многу важно, силно и резултатот кој што се очекува битен. Ало, се слушаме? Да, одлично, те слушам. Да, се слушаме. Слободно говори. Во тој контекст сакам да јавам да кажам дека периодов што е даден 6 месеци као од прва изгледа дека е многу долга, а ние многу се брзаме за да влеземе во Европска унија и чекаме блокадата да се тргне, е уствари една мамка. Периодот е многу краток, со кој што они очекуваат да ни ја скршат кичмата до крај. И затоа е почнато со офанзива, уште зимска офанзива во јануари. На минус температура и на снег офанзивата на големо. И затоа се сите тие реторики уште од денеска од нашите политички представници кои што сами се избра и се наместија за да ги водат преговорите односно нас, народот, кон Европска унија. Јас би сакал да кажам дека сите ние требаме да бидеме критични и да не молчиме и како што они реагираат, така да и ние реагираме. Паралелно. Тоа ќе доведе до... Пропорционално. Така. Ние не треба да седиме со скрстени раце
и да кажуваме дека некој прима плата за нешто и дека тој максимално добро, коректно ќе се ја заврши работата и сите нас ќе не однесе у циркус Медрано. Тоа е за друг систем. Во демократија бара ова ти што го збориш. Така е. И сега, колку они викаат напред, ние ќе викаме уа и копјата ќе се кршат. Тука зборувам и за интелектуалците, тука зборувам за естаблишментот, се она што е, ако на северна трибина се едни, на јужна трибина се други. Колку ови е коректно, толку и ние е коректно. Све со аргументирано. Така да, јас знам што значи дипломатија. Јас сум имал лица кои што сум ги слушал и сум се дивел, да кажеме, како они говорат. Меѓутоа, овака босо да се настапува во дипломатијата и да ниедна секунда не издвоја ново избраните како ново избрани да се обратат на нас. А ние гледаме у нив и чекаме да они нас не застапуваат. И да мајка на дете не му даде цицка. И да го слушнеме ние тоа што желно сакаме да го слушнеме. Наместо да каже, јас од тука ќе почнам и нема да биде како што беше, ќе гледаме да биде во наш интерес, да ги чуваме, и ние то, они контра. Значи, јас разбирам да има джентлменство, ја разбирам да има дипломатија, јас разбирам да го уважуваш гостинот, меѓутоа не смееш сам себе да се понижуваш. Значи, тоа е no sense. Имаше една серија, она мој роđак со села, еден генерал српски тамо, која му дојде на гости британскиот аташе од Белград, му дојде у спортски гаќици, тениски рекет у канцеларијата и човекот ги спушти своите панталони од униформата за да го пречека онака како што овој му дошол да го види. И му вика, ти мене со кратки и ја тебе со боксерици. И се шетаат по ходникот, по кабинетот, он го слуша, не ми приметува дека овој му се смркнати панталоните. И тоа е таа дипломатија. И ние така треба да правиме. И не треба да оставиш спомнеш на наредот дали да он мисли дека во химната е спомнат Гоце, Груев или Сандански. Такви ти треба да бидеш спремен то да го тргнеш и јасно да им дадеш до граѓаните дека то не треба да се полемизира. Еве го то сега што го зборувам. Да. Мој роđак со села ги има тие работи. Или има уште еден убав клип, после ќе ти кажам или ќе ти пуштам, со Раде Шербеджија и другиот глумец е од Лепота порока, глумец српско-црногорски, да кажеме, не е битно, сега не би текнал, не е битно. Вака, знаеш, се учевме да памтиме, ама откако го имам Google, си го ослободив мозокот, тој дел да ми е меморија. Така да не се замарам све да запамтам, све што ме интересира, гуглам. Еден-два клучни збора, ентер и се појави. За шо збориш? За прво филмот? Зборам за овој еден диалог што беше, односно дискусија помеѓу две лица. Едниот е пензиониран и јавен обвинител, а другиот е нов. Кој филм? И целта беше оваја. Они нема да застанат додека кожата од грбот не ни ја симнат. Значи, тоа е многу битна ствар. Нам ни ја прикажуваат Словенија како успешна земја и она 30 години никој не и вика дека Франц Прешерн е австриец. Никој не дошол во Љубљана да го Франц Прешерн пресели. Никој не им вика на словенците дека се корушки австрици или словенци. Значи, они ги оставиле више на рад, на мир. Ние и да сакаме, еве го глумецот у Лепота. Не ево го, Джордж. Само не ми текнува сега. Добро. Не е битно. Али диалогот е друга сцена, така, добро, друга сцена, нема врска со ово. Филмов ова е Лепота порока, има и тука фрази и за цел живот, да човек види, да научи и да знае да прогледа. Поентата ми е, борбата и истрајноста на народот не смее да попушти. Колку они, толку и ние. Па ќе видиме чива ќе успее. Она убаво го рече на почетокот. Знаеш кој ти е татко ти, знаеш кој е дедо ти, знаеш кој е прадедо ти. И нема од тука мрдање. И поздрав до
господинот Албанец, јас имав, кога почнав да работам, прв мој предпоставе беше да Албанец како што беше овај господин. И тоа има голема разлика со сегашните луѓе кои што ги поставуваат на слепо, со пикадо да ги гаѓаат, поле ќе ги погодат. Значи, и она слика што ја покажал Влада, они изгужвани, па не ли се гледа у огледало кога излезе за она групна фотографија да се слика? На што личи онај министар усукан целиот како низ центрифуга на 800 вртежи да искочи од машина? Никакви. Па порано беше, мораш да имаш стаси да си, да имаш лик кога ќе излезеш. На што личат оние луѓе? Па таа слика е рудло да ја ставиш у вестник. Ево ово сега. Ај другата слика онаа што има. Еве. Гледајте ги какви се. Па самиот поглед ти кажува. И болje да не знаеш кој е, ќе се разочараш кога ќе го видиш кој те застапува. Подобро е да не знаеш кој е. Значи треба да ги ретушираат од озгора за да не знаеш кој е. Катастрофа. Ти благодарам за јавувањето. Прати ми линк што сакаш, нели, со задоволство вака како цитати да се надоврзуваме. Ја во моментот нешто и ќе пребарам. Режијата може да пушти веднаш гледач ако имаме на линија. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, повелете. Не сум се јавил така еден период, ајде да се поздравиме. Здраво живо. Да. Ја викам сите празници, честито нека ти се, пошто ги пропуштивме многу, она со современ речник, зипувани. Сите, знаеш, она, кој ќе ги зипуваш вака, па му ги пратиш некој преку мејл и кој ќе отвориш Божик, Нова година, водици, Коледе, Бадник, све. Слава на Бога што ни дарил толку убави празници, празнувања. Еве утре и денеска Богојавление, Водокрст. На многу лета честити слави на оние кои слават, оние кои слават имендени, нека му се вечни имењата така. Јордан. Да. Да, на сите кои се викаат Јордан Орце, честито име. И Богоја мислам дека се празнува утре како имен ден. Богојавление, Богоја. Но тоа име сега нема, душе ретко е. Има и други така имења, нели? Па добро, Божидар, Божо. Божо, мислам дека некои го празнуваат Јанко повеќе за Божик, пошто Божик. А, да, Божик, да, добро. Ајде, да не навлегуваме. Некои може и сега да празнуваат, фативме, Бога да го славиме. Okay. Не е проблем. Фативме со гледачиве тема наметна и да ги испочитуваме, еве, посетата на Петков на Македонија и барањето за да влезат бугарите во уставот. Да, сакам да почнем на таа тема. Го слушав малку така, го гледав поточно груби на некој беше гостин скоро на телевизије, а нешто слично изјави Османи, викаат дека бугарскиот устав бил таков во кој не може да бараме признавање на македонско малцинство. Сега, ако знаеме дека и груби и Османи се од терористичка она, ДУИ, кои направија војна во наша Македонија во 21 век, во држава во која имаат максимални права, значи ти има максимални права и водеа војна за уште поголеми права. Нели, да чиста територии од Словенија, така? Тоа беше целта. Сега, чудна работа. Тие нема разбирање за нашиот македонски устав дека, нели, пред 2001 година дека е таков со максимални права за нив, како албанци па и другите, но сега имаат разбирање за профашистички устав на Бугарија во која ништо освен бугари не се признава. Дали тоа е европска вредност, човекова вредност, за човекови права. Ама мислам дека целта на овие од ДУИ е да се бриши што повеќе македонско и македонци во Македонија. Таа карта му одговара и на нив како ДУИ, почит до они албанци кои имаат нешто човечко во нив и не се, нели, пумот на сатаната, фашизоидни кон нас и кон другите, но велам чудни ми се, барат права во Македонија, а во исто време наши права не ги оспорува и би сакал да ги поздравам. Океј, тоа е друга тема за друг пат. Држи се до оваа тема. Во ред? Да, сега за бугариве нешто да кажем, мај. Јас
сум воодушевен што кој сум одел 2 пати до Турција и на едно дење за Турција, тука пред граница со Турција, тука не така имаш доста така дојѓани ресторани, да станавме пауза праве. Океј, ова ти е последно затоа што чекаат и други. Пази како ќе го спакуваш. Да, многу важен моментов. Да. Че влегувам, свиреше музика во живо. Ја и направија пауза и му одам на тој хармоникаш, му велам, шо пари се хармоники овде во Бугарија, ако се поевтини би купил од тука за мене хармоник. И така, ми вика свириш, да велам свирам. Земај свири. А како да свирам? Земај свири. И вистина стана хармониката тука нали во до граница со Турција. И засвирив и ми вика тие, ајде патриотско македонско засвири. И старато еден тука ме претружува на синтесајзер, зборов ми е дека не ми е сватлива работава во Бугарија да се слуша повеќе македонска музика од што во слободна и независна Македонија. Океј, ти благодарам за јавувањето, убави се овие теми, ама не кореспондираат со темата што другите гледачи не би ја разводнувал. Ти благодарам за јавувањето. Воопшто не се држиме малце конзистентно, не дека е нешто лошо што го збориш. Ова со музикава во ред, ама одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Во врска со актуелнава тема, барањево на бугарите, малцинството бугарско да се воведе во устав. Немам ништо против према ниеден народ и народности, али ми спровоцира малку да продискутирам на таја тема, али малку како виц би го кажал тоа, може и озбилно да се постави тоа прашањето. Да. Би карикирал да ги спревартиме малку работиве, да Македонија е влезена во Европска унија. А Бугарија чека пред вратата на Европска унија. Добро. Многу граѓани бугари добиле пасоши македонски за влез во Европска унија. Се, јас би ги прашал овие политичари денеска што беа, бидејќи го бараа тоа, да ставиме во уставот тоа, да праша тие што добиле македонско државјанство, што се осеќа, дали македонци или бугари. Тоа што ќе одговора тие, ние тоа ќе го направиме овде во уставот наш. Само толку. Добро. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Не знаев дали ќе се доискажете. Значи, собарањето заврши вашето искажување. А ние одиме со следниот гледач, ако го имаме на линија. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, благодариме. Повелете. И то што вика К15. Вчера се јави, кажа што кажа, биди концизен сега, те молам. Добро. Да поентирам? Да, веднаш. Ама само на две теми, ништо повеќе. Океј, повели. Ево така. Оти види се, после ми се јавуваат дали збореше, да знаеме дали да слушаме реприза. Не знам дали сакаат да се јават на репризата или што, ама важно ќе ми се јават дали сум се јавал за да ме слушаат. Повели. А тоа се од тие што ги знам, а од тие што не ги знам не знам, не може да ти гарантирам за тоа. За нив. Важно репризата не е лошо да давате не. Повели. Се шалам од ти ми рече дека ќе се бил Повели, иди одма на темата, не треба да се... Одма на темата, прво вака. Јас прво реков, одамна, дека дури не обезличат, тоа беше пред 15 години. Знаеш, луѓе летат, не обезличат, не примаат во Европа. Разбираш, еве го дојде тоа време, сега веќе ептен ни дојде шики до терас, цара до дувара, до зидот. Значи, дојде тоа да не... И после, значи, због ради тоа што не скара, пак ќе повторам тоа, да не те наутам, не скара седни, не скара се други, се оди кон мененитетот, кон, да речеме, кон голема Албанија. Затоа не скара седни, се други, се трети. Ваму историјата од античка, ваму ни задава сегашната историја, овие, сите крај. Добро, тоа беше едно од тие небитните теми за мене. Ова, побитната тема што е,
што викате вие, например, како му текнало на Џо Марачич Маки, не е наша работа, молим те малцинството наше дали имало во другите држави. А пази, како правник, он треба да знае дека јас сум бил и на научни симпозиуми, кај што се зборува за малцинството. Имаше од времето кога се зборуваше за малцинството во Југославија, на Австрија, вамо таму бев пратеник од правен факултет и постепено правиш. Добро, што мислите да направите со овие што се главнатки на светот? Мислите да ги фалите море, и тој рече, представите, не, како Југославија, и се расипа овој научен симпозиум. А беше со обезбежение... Што е за клучокот? За што збориме? Сега ќе се вратиме на да чека, не сум баш така едноставен да ме разбереш. Знам, ама ја исто не сум многу трпелив за твоите широки објаснувања, особено ти секоја вечер. Добро, ајде сега, значи, вака, значи, крајното поентирање. Се оди кон остварање голема Албанија, кон исламизација на Европа, ама пак нема да не примат, а сега да си поентирам за моето, па после ги се вратиме назад. И така не можеш да оправам. Не можеш да ја оправиш и да знаеш. Дозволи, молите. Значи, сега главниот штоп се овие невладини, тони команда. Добро, не, окей, и вчера ги спомна невладините, другата се е во ред, фала ти, лека ноќ и пријатно, исто и овој претходниот, значи, ја ве разбирам, ама, нели, те осеќам, нема, се трудиш, али не можеш да влезеш на темата, затоа што не можеш да влезеш во темата. Океј, јас сакам да ги испоштувам моите гледачи. Ало, добро вечер, повелете во програма, сте ве слушаме. Ало, добро вечер. Да, повелете, ве слушаме. Јанко е вака, сакам нешто да кажам. Повелете. Да им се забрани на сите кои не се македонци да решаваат македонски проблеми. Било тоа за нација, било тоа од политика, било од економија. Не може некој од не знам каде, а да кажуваат за македонците како македонец, а он е против македонците. Е толку. Благодарам, пријатно, лека ноќ. А ние одиме со следниот гледач. Ова беше интересно што Ременскиот СДСМ изјави Петков да дојде и да види како се распаѓа несудениот граничен премин кај Берово. Инаку кај Берово стварно постои еден граничен премин, но никогаш не се отвори. Бугарија не покаже интерес за да има повеќе гранични премини. Де факто ние имаме само 2 гранични премини, нели, со Бугарија, едниот кај Ново село и другиот, нели, посеверно, така што кај Берово не го отворија, нема интерес. Најверојатно, велат македонците од Берово, велат дека не име во интерес многу македонци да циркулираат тука во Пиринска Македонија, затоа што се плашат од влијанијата. Па да видиме дали во иднина ќе се охрабрат, нели, ако нема македонско малцинство, тогаш што ги секира. Нека отвора што е можно повеќе гранични премини и нека тера бизнисот. Зошто не градат пруга? Зошто не отворат автопатишта? Зошто, нели, Европска Унија се, појаки се. Ја не влагам у националните прашања, нели, суштински кои се, бидејќи вие тоа што го зборите е апсолутно суштинско. Велам практично. Што не отворите, нели, нема македонски овакво, вие во уставот влегувате, каде ви е желбата дека стварно сакате да функционирате и овде да доаѓате? Ако има бугарско малцинство, како се грижите? Дали имаат патишта за лесна комуникација, железничка линија? Сега ќе вовеле авионска линија. За кого бре авионска линија? За обичаен народ. Кој ти иде со авион денеска? Единствено со авион да идеме на море тамо негдека, на Црно море, за да не возика народот до толку. Но тоа не е тоа. Од Скопје до Бугарија се иде со автомобил. Зошто нема еден убав автопат, како што има од Скопје до Белград, од Скопје до Солун? Зошто нема автопат еден убав од Скопје до Тирана? Значи, не е тоа до нас, бе, драги пријатели, соседи. Неќете. Одеднаш, нели, нешто све се притиска, ние сме проблемот, а идете со реторика, практично да ви е издржана реториката. Па Бугарија, знаеш што, требаше да има изградено автопатишта, железници, све до граници и да викаат, гледате, ние сакаме со Македонија да комуницираме стоки, добро, ово, она, ваму, таму. Па како не купија, велам под наводници, србите?
се изгради автопатишта, линии, железници, слободно да комуницира народот и се создаде тој впечаток дека немаме проблем со србите. Имаме и тоа сериозен ние со србите заради непризнавање на црквата. Бидејќи да не ја признаваш Македонската православна црква, тоа е уште полошо од што да не му признаваш ни име, ни идентитет и се понатаму. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. Janko. Good evening, Mr. Watcher. After 5 years, calling again. Yes, of course. Како си ве, Јанко? Благодарам, добро. Секоја вечер сум тука, како сте 5 години вие? не си имам јавено во твојата емисија. Трагедија, да ти кажам, малокрвен станав, црвените крвни зрнца ми се намали, ама сега ќе се нормализирам. Не зашто не се јавував Кеши, 1000 луѓе ми прашуваа, Илија, зашто не се јавуваш во емисијата? Илија бе, не те познав бе, Илија бе, Илија, прво да се израдувам дека си жив и здрав. Гаси телефоните, само со Илија збориме до крај. Илија, кај си бе ти? Јас кај сум. Прав тајма од 5 години. Кај беше 5 години? Зато, еве Јанко, Ајде. толку бев популарен, одам во клинички, ми викат, бе, вие да разборувате кај Јанко, не. Влегувам преку ред. Купувам јаболка, ми дават за 15 денари, а 30 динара. Вие да не стајувате кај Јанко, делието со сецар, не сум јас бе. Вие сте. И пазарот не работи. Цел целен пазар се собира колу мене. Цел Бујакова содам се собира колу мене. Јанкова ти го кажувам искрено. А фала, знам дека сум популарен и мене ми даваат, кога идам у кафане, ми даваат 2 шекерчиња. Кажи ми каде беше 5 години, дури и гледачите те бара. Да ти кажам, 5 години бев на Маркова река, секој ден по риби. Цар, браво. Да. Браво. Да. Значи, добар си со здравието? Имав корона и на корона ти реков fuck you. Значи со моите треви, Јанко, да ќе кажам тука е за рецепт или можам во емисија, да кажам како е излеков короната со 10 треви, лековити, оти знаеш и јас сум магистар по земеделие. Знам. И како да се излечи короната и како да се превентива короната. Тоа сум разговарал и со Даниловски и со овие тврдите наши кои се за короната и скатили на висина си цар. Ова треба да го патентираш, а ќе го патентирам кај Корочаеви и првата реклама да ќе ја направи кај тебе. Значи, Слушај, значи човек, еве ја снимката ја најдов, има години помина од тогаш 2014 година беше гостин кај мене, легендарна емисија, тогаш збореше најмногу за земјоделие и навистина редовно се јавуваше и кажуваше многу интересни работи кои денеска ги паметам и Јанко, сега до крај на емисијата твоја е за што сакаш, те молам, значи било која тема, ти имаш исклучок од сите други, прво години не си се јавил, второ стварно беше како соработник, новинар на оваа емисија, а и интересни ти беа јавувањата навистина и гостувањата како агроном и како стручњак и изворедни работи. Те молам, Илија, повели за која тема сакаш, со интерес ке те слушаме. Прво сакам да кажа една тема, посетата на денешниот премиер, Киро. Јас со татко му него сум пријател, бидејќи водам бизнис. И денеска сакам се видам со него јас. Тој беше уште пубертетлија, кога замине за Хаварта и таму дипломира и американски човек. И е дојден во Бугарија да ги следи некои работи, од иначе ве се лузери. Не подразбираш вака во кратки што е лузер. Да, слободно збори. Еве, Јанко, например, викат зашто македонците се признат како македонци во Бугарија. Јас сум против. И ома ќе кажам. Зошто? Абе, Америка. Американскиот неголемиот полицаец во светот. Неголемата демократија во светот. 40 милиони има кинези кои градеа пругата од Нью-Йорк до Лос Анджелес. Има кинез да се вика, јас сум кинески американец,
американски кинез. Има 35 милиони италианци кои си дал времето кога Мусолини со Хитлер правеше коалиција. Има да се вика американски италиански американец. Има значи и англосасонци и Нигерија од дојдени афроамериканци и латиноамерици. Во Америка си се ништо не си, само си американец. И тачка е фабула. Каната е завршена. И знаме, и химна. Ставаш раката, слушаш, пееш. Абе, наши неколку души јалбанци не пеат химната. Гледам Франција, Дрогба ја пее химната. Ја пее и ПП, ја пеат и сите таму кои се црнци. Ќе така државата, бе. Јас не видов во еден селечко место, кај албанците да има македонско знаме. Истопорено е американското, истопорено е на НАТО, истопорено е на Европската унија и толку. Одиш во Западна Македонија, видиш дека одиш из Албанија. Значи принцип треба да сака државата. Затоа бугариве, ова што го прават сега, значи јас го оправдувам. Треба да си македонски, да си бугарски македонец. А и тука овие треба да бидат 120.000 што имат пашпорт земено, да исти си го работи, треба да бидат македонски бугари. И точка, нема што поќе да се разговара. Јас за 5 минути би ја средил ова работа. Толку политиката. Тоа работа сакаме да ексклузивно, кај да кажам, дека јас да влезам се во вратата на Ковачевски, или сега ако дојде Четири Мичковски. Врати кадар? Јас би ја намалил цената на брашното, на лево, на зејтино, на шеќеро и на млечните производи за 30%, Јанко. Како ќе ја намалам? Што ќе ја намалам? Во твојата емисија може да кажам, али после твојата емисија треба на банкова сметка кај тебе да стигнат најмалку $2 милиони. Ама не, ако не биде, јас давам гаранција. Значи, ја не знам, како ќе ја намалам цената, јас знам како да ги намалам. Како? Како? Да кажам нешто? Слободно те молам. Ама, ќе изгубиш ти од ексклузивитет? Јас сакам да го дочуваме како јас и ти како тајна ова. Не бе, зашто тајно? Абе, кажи. Еве, да кажам. Млечко-пекарската индустрија пред 6 месеци го купи лебното зрно по 120 евра тон. Или по нашки 9 денари. Од Бугарија и од Србија и од нашиве 10 денари. Од 1 кило зрно се добива 700 грама брасно. Значи иде околу 15 динари. Од 15 динари, еве младата господја тука што се палачинки прави, се добиват 4 лева, Јанко. 4 лева по кој беше времето на Груевски по 20 динари лево, треба 80 динара. И тој беше идиот. И Груевски. Ама ова е цер па идиот. 5 лева, 4 лева се 120 денари. Се 120 денари. Зашто и плаќат овие, бе нема да му дозволам. Јас би кај тебе во една емисија кажав, треба регулаторна комисија и за храна. И тоа, регулаторна комисија за млечко-пекарска индустрија, регулаторна комисија за млечно, за сирење кашкава. Еве пример. Од 5 кила млеко со 3,6 масленост се добива 1 кило сирење. 5 кила млеко на земјоделците ќе 10 години го плаќаат, Јанко, по 15 денари. Ами седи таму компјутеро, ке по 15 се добиват 5 денари. Дека стави 50 денари, трошки 100 денари. Што го продавате за 50 сирењето, бе? Абе ќе мога да место млекарата, дека комисија по инспекција дека тинг по глава. Зашто ти толку апашка работа правиш? Зашто го продаваш толку? Од денеска, од tomorrow, имате white cheese да го продавате по, ајде да карикирам, по 150 денара. И точка. Дека, fuck you. Лево, има да го давате, јас да ми дај мене сега Тимче Муцунски во аеродроме на продавница, лево ќе одам јако без пари. Ама како ќе ги натераш? Ајде да се од државни резерви, па да ја регулира цената, но како приватник... Ама купено е, Јанко, ти не ме пратиш. Не. Лебното сире е купено цело, значи, ние произведуваме 100.000 тона, а потребите на Македонија се 300.000 тона. Тоа е купено, сега не купува тие жито, тоа е купено по 100 денара, по 10 денара кило. И кој ќе напе сума сумаре, лево иди без пари да го даваш, а не да го качат. Ќе морам таму и што како да имате, зашто го качате? Че е поскапено? Еве нешто нацрта.
има и 2012 година во времето на Груевски, нафтата беше колку сега што е и бензино, ај пусти таму, компјутерот ќе видиш. Па зајтино беше 50 денари, а сега е 100 денари. Така е. Цените се отидени, има инфлација. Светската цена, Јанко, светската цена на маслото за јадење 10 години не е покачена. Само има нешто што не е за јавност, што јас го знам, но тоа е 100 денара. Затоа што некој ќе рекетира, ама тоа ќе дојдам во емисија ќе кажам кај тебе. Кога ќе дојде? Кога ќе дојде? $300 тон, туше шеќерот, $300 тон кошта 15 години веќе на светската цена. Ние јадиме шеќерна трска, да не мислиш да не јадиме шеќерна репа. Од шеќерна репа јади Меркел, јади Борис Џонсон. Ние си јадиме од шеќерна трска, кој е $200 до $300 тон. И кој ќе себе штетево се качи, а тека да веќе Чекај. Ние викаш дека овој шекер што го јадеме е од трска? Што е, да јат репа? Не, прашувам, значи не е репа, туку е трска. И да го купаме како ова е yellow sugar. Кина, ова е од Кина. Како yellow sugar, се преработува, се во битова до 2002, додека беше владата на Лјупчо Ѓорѓиевски и од жол шекер со бивни бел шекер. Сега го зема директно, а не од шекерна трска. Нема теорија. Од шекерна репа Јанко кошта €1. Самата Европска унија го плаќа. Ние до туциве немаме на нивата поќе Јанко од јас кога завршив со земјоделие, кога прекинав да бидам советник таму се, од 2002 година, кога дојдоа овие комунистиве на власт, шекерна репа не се произведува, брат. Сончоклет не се произведува. Па од каде доаѓа трскава? Трскава доаѓа од Јужна Америка, од Северна Америка. Не е Кина? Од Куба. Каква Кина, бе? Кина нема трска. Не, добро, прашувам. Од Куба, од Јужна Америка, Северна Америка, пристаниште Ротердам, во врехи од 50 кила и се рози тука. А таа е многу поевтина, сакаш да кажеш. Абе, ти да ме пратиш. Шекерна репа. Шекерот во Европа се продава, кај што го произведува Холандија, Франција, Германија, Орбан, Маđarска, по €1. А тука не се продава евро, тука се продава 30 динара. Значи нема логика, не будува некој да дава евро, а ти да продаш по 30, по 50 евроценти. Па добро, од тоа заклучувам дека трската е многу поевтина и шекерот од трска е многу поевтина. Три пати е поевтина. Арно, зашто се качи цената? Зашто за Тивекс, Веро, Ранцор да кача цената од 20 денари во времето на Груевски, сега 40 денари шеќеро. Така. Брашното од 15 денари, сега 45. А викаш дека 50 денари, се 100 денари, така? Значи, а нема основа за да иде толку високо. Тоа Ама ние за светска цена не е качена. Ти или не пратиш, или не пратиш. Не, те пратам, него зошто тогаш качува, ти спомна нешто, рекет, они рекет нам не удираат. Ја качуваат... Абе, нешто се случува, го кажат така, јас ти бориш дека. Значи, јас да морам таму, да сум некоја регулаторна комисија, јас има да ги направам мелено месо. Да. Само едно да те прашам пред да продолжиш. Дали има разлика во квалитетот на шекерот од шекерна трска и од репа? Например, за конзумирање чисто? Квалитетот е како ти како водител и некој лигуш, некој водител во друга некоја телевизија. Абе, ти си замисли Ливерпул, бе. И се е кажено. Фала ти на комплиментот. Не комплиментот е вистина, бе, Јанко. Што е разликата во квалитетот? Еве, бидејќи ја не би можел да разликувам шекерот трска и шекерот... Така сега, ако ставаш пивара Скопје многу троши шеќер. Така е? И ако таа става ваков шеќер, пивото ќе биде нула. Онда ќе се нема ни да пени ништо. Веќе зема свето земаше сега, не знам која е новата група и купија Белград и Кокта, Кока-кола, тие си носат шеќер од Белгија, од шеќерна репа. Јас покушав да им дам шеќер, нив го направа анализа и ми викат ајде Сиктер и ми стараја. Сиктер и те истера. Истера ми шо, сакам на мала врата да им влезам, им дам шеќер, викам мен да се интересира, јас ние ќе ги оплатиме тоа по €2, ние сакаме пивото скопско да биде скопско пиво, а не да излези да го продаваме 2 години, па после пауза 10 години, па да го продаваме. Илија, многу ме заинтересира ова со шекеров.
Само кажи ми, значи ми укажа дека има огромна разлика. Во што е разликата? Во количината на јаглени хидрати, на дополнителните елементи, пошто нема постручен од тебе, не би можел никого да прави. Небитно за муабетов, ама ме интересира. Значи, што е суштинската разлика? Да. Разликата е, например, како да земиш кремвишли од 200 денари и кремвишли од 80 денари. Ама што е во суштина унутра во составот? Ама јако, јас, например, ќе цеам утре, ќе ти кажам колку има инкибуса, тоа е специјална една материја, колку има сугорување, колку има ова, колку има колку витамини. Значи тоа се тие. Аха. 15 работи има, јас ќе ги прочитам, сега немам време. Сакаш да ми кажеш, например, кога би се мерело калории, сосема различни резултати би било од 100 грама шекер од трска и 100 грама од репа, така? За пшеницата, например, нашата пшеница е 0. Ние македонци не знаеме да произведеме пшеница. Српската и бугарската е друго. Да. И ние немаме ни дурум за тестенини. Има 86 до 90% хектолитри на тежина. Големо зрно, јако убо. Има на бубрење 60% во квалитетот. Значи, кој ќе го направиш тестото не паѓа одма. Како стар пенис, например, на некој од 90 години. Да си му пади одма. Бог да, чува си. Тоа е разликата. Да тоа ние земаме, ние немаме тврда пшеница во Македонија, земаме од Бугарија и ова, да направи. Али пак најслаб леб јадиме квалитетен во свет. Послаб леб јадиме него Уганда. Не знаат каде след да направи. Не знаат, Јанко. Јако ти кажеме на работа, фрапантна е се да не паднеш. Кај нас Буреджија во Македонија зема поголема плата од хирург. А тоа го знам. 1200 лева. Да. 1200 евра. Од 800 до 1200 евра добива Буреджија. А Митко Караѓозев, како хирург, или Живко Попов, или Хегев, демат по 60.000 плата. Работа е, бе. Идем Буреджија да го рамниш со кардиохирург, со ортокаен хирург. Затоа сме ние држава, моментално личиме на Титаник. Кога ќе дојдеш кај мене во емисија? Јас ќе дом кај тебе во емисија кога сакаш, мате се провенцува Видијанко. Јас се осеќав малце незгодно, додиш во градот да се викат 10 души на кафе. Ако дојде ваму, дојде там. Пени од Канада запраја, пак ќе ручаме, не ми се јади. Ќе ручаме, абе те свете гледа и Канада, и Америка, и Австралија, и значи, види, јас не можем в град да знам. И некој чека да направам пауза, или да сменам фаца, да се обојам црно, да сменам очи, не можам, главе ми се. Кажи ми, дали се уште го имаш проектот со маслинки, дојран и... Да, тој ќе работи нон-стоп. Си работи. Не ги пробав тие маслинки. Дали почна да произведуваш маслиново масло, бидејќи витаминка гледам почна да произведува, иако тешко се наоѓа вака да го најдеш. Никој не произведува. Не произведува. Јанко, ние немаме кајна стандард за тоа. Литар маслиново масло треба да кошта 100.500 денари. Тоа може да окупи Свето, Минче Јорданов, Стерио, Сазин Губре, Бог да го прости. Значи, такви луѓе, кои имаат пари. Затоа што од 10 кила маслинки се добива 1 литар масло. Ние, Јанко, треба да искористиме семките од грозјето, бе, брат. Се фрлат милиони тони семки од грозје, а ние можеме да произведеме зејтин од грозјето од семките. И да не узуваме литар зејтин. Зејтин од семки од грозје, кошта 300 денари. Ние семки ги фреме во Вардар. Абе, удав народ. Да. А масло од семки од грозје се продава па во мали шишенца, па како ексклузивно. Зашто ко мали во големи, бе? Благо Ѓорев ништо не работи, бе, брат. Ништо не работи. Можеш да ги земи семките, од тиквешка вадарци, по Вардарија неготино, од Винеја, од Мичи Јорданов, и тие 40-50 милиона тона што се семки од грозје, да иззадиме 20.000 тона зејтин и уште 10.000 ќе купиме, еве ти зејтин. Дали маслото од семки од грозје има некако посебен мирис и вкус, или дали може најнормално да се користи како сончогледовото за готвење? Или маслото од семки има Б витамин, има С витамин, има К витамин, магнезиум, калиум,
5 пати повеќе, во маслото сончоглед нема ништо. Бе. Чекај, не можам да разберам, зошто тогаш светот инсистира на сончогледово масло, а кога велиш дека еве ова од комиња што останува, од вино што прават, од раки и така натаму, од грозје, семките се фрлаат и толку малку го има. Кој ги фрла, бе, Јанко? Абе ги фрламе ние што сме лузери држава. Не ги фрлат Италија, не ги фрла Шпанија, и прави масло. Да, во право си, ако отидеш у нашите маркети, ќе најдеш масло од од семки од грозје, малку после. Масло тиква, а ние можеме со масло тиква да намате дисциплини тоа на масло семки. Дали бара раѓа 300 тона од хектар. Дали бара посебни машини, бидејќи нели оние преси за тоа Ѓорив, единствена фабрика, таа е направена уште во времето на Гоце Делчев. Таа фабрика можете да само таа од времето на Гоце Делчев. Само таа љупи, да. А не може друго да љупи или може? Сончоглед може од зрна од грозје, маслодajна репица. Јас произведував кога бев агроинженер од Скопско поле 600 хектара маслодajна репица. Рече 50 милиона тона, тоа е голема сума, реална сума? Чекаме зено! Аман! Многу сум зборвал. Оставите се да се чека 5 години. Кој имаму? Кој те скара, бе, Илија? Жената и дојде, вика, комшите слушат, се сопрелеците тука пред врата, сака да слушат што зборам. Па пушти ги внатре, нека им дае по една палачинка со мармалад. Па не ги пушти со заради коронава. Еј, ќе добри со саки да забавам, ајде. Сакаш да прекинеш? Еве, ми доста ми раки, ајде. Сакаш да прекинеме? Не бе, некако прекинеме, не. Ја неќам да прекинам со тебе. 5 години не си се јавил, а жива легенда за оние гледачи да им кажам дека Илија, чекај Илија, малце издиши. Издиши, господјо, дај му 2 гриза нека касне од палачинката, само да им објаснам на гледачите. Диши ти малце сега. Илија, иди. Пола сат. Не си у форма уште. Почитувани гледачи, овој почитуван гледач кој се јавува беше и гостин кај мене и тоа беше поканет заради неговите јавувања. Он е агроном по струка. 3 пати, така. Агроном по струка со тоа што има огромно познавање за овие теми и даваше многу интересни насоки. Луѓе се јавуваа и со годините, ми бараа негов број, ја и ден денеска немам број негов, од Битола е, толку знам, но... И број ми е, Јанко, не го менувам. Не може на никој пари. Немам твој број. Немам твој број, се извинувам. Значи, ми бара за стручно да го ангажираат луѓе кои се занимаваат со сточарство, земјоделство и така натаму. Ама ми направи затоа што абе диши малку Илија, јас борам, оставиме 2 минути, водител сум се. Значи, се јавува за да го бараат за стручни разговори. Ама човекот е таков како што е, сепак е во пензија, во години, не е толку слободен. 78, да си жив и здрав уште толку, драг пријателе. Ја ти честитам стварно на виталноста на твојот мозок и на ова знаење. Се вртам уште да знаеш. Тоа расправај си го со госпожата, ја неќам ни да го замислам у глава, но твоето знаење и познавање за агрономијата навистина е бесценето и жално е што луѓе од твој калибар, а има такви во Македонија стручњаци, малце не се експонираат да ги популаризираат овие работи, бидејќи толку многу луѓе се заинтересира и побараа помош и они би ангажирали и агрономи и стручњаци од твојата фела, затоа што е очигледно дека има луѓе кои сериозно инвестираат, нели приватници во земјоделие, во овоштарство и така натаму. Се сеќавам ти еднаш кога ми кажа една поразителна работа дека во Македонија кајсија нема останато. Дека во Македонија има од Македонија има огромна побарувачка од праски, а праски нема. Така ли е? Се уште ли е така? Јанко, вака ти кажам, јас имам друг видов слој на земјоделието, не овај. Овој ми е 12 век нас.
Јас имам како Израел. Што прават во Израел? Таму едно село има, например, 2000 фамилии. Тие 2000 фамилии дават земјата и прават две парцели. Една парцела лимони, една парцела портокали. Не се да тие и мандарини, и тендера мандарини. Па во друго село една парцела мандарини, една село киви. Така овде. Еве, например, карикирам, први ќе почнам со Новаци, бе најблиску во Битола. Новаци има 1000 хектари земја. И парцелизирана е. 3 декара, 8 декара, 2 декара, 5 декара и само еден трактор. Ако ја дам таа земјата, сите, значи да работат како акционери, да работат две млади агрономчина, еден защитар, овие другите не играат карти, селјаци, ве сам нека дадат земјата. Значи, ќе се работи една парцела пченка, една парцела сончоклет. Па другата година една парцела пшеница, па една парцела шеќерна репа. И тракторот кој ќе почне да ора од сабајле ќе заврши навечер. Значи, големи парцели ќе се направат. Нема вртање, нема трошоци, помаце, нафта, изработена, нема окруси и ќе се добие повеќе принос. Има 100 тона од хектар шеќерна репа, јас сум бадел. Има 7 тона пшеница, што е сега страмота. 2 тона пшеница во Бејанко. Шеќерна репа нема. Од кога зборам со тебе, од тогаш нема шеќерна репа. Кило нема шеќерна репа. Срамота. Срамота ние довезуваме шеќер. Имаме шеќерна репа. Срамота довезуваме сончеве. Имаме маслодайна репица. Каже оризо не им буде. Ако не им буде оризо, садете бе овај шеќерна репа. Садете маслодайна репица. Не ви треба ни помош од државата ништо. За глава субвенција, лавија за тоа. Си продолжи од времето што era Марен Ѓочев, како најдобар министер по земјоделие, без конкуренција, па дава сите дават субвенции. Дават за тоа пек, за тоа машала. Али треба да се садат тие култури кои ни требаат нас, кои се водечи, например. Срамота, Јанко да наша крава дава 5 кг млеко, а странската истата крава ќе купи на 5000 евра, да дава по 50 литра млеко. Срамота е тоа. Значи, треба, например, би се во земјоделието добар министер. И добри се работници околу него. После Ѓорđев кој беа министри, бе. Атес Васеновски, до 6,2 просек. Или таму некој, или Лупчо Димовски, електричар. Представник на ЕНИШ, не оди бе так министер, представник на ЕНИШ и министер по земјоделие. Јас да времето на Заев се. Ето за бе, уште и ова сова ќе завршам. Заев си отиде, извини Илија, апдейт да ти направам, Заев више не е премиер. Добро, премиер беше и остана да премиер, кој се почнува да работи влада, тоа не поје. Сега Заев, да ме се завршам Заев. Ќе ти купев чизми, ако немаш јас ти му купев. Ќе одев во Чебрен. И ќе седев 3 години и 4 таму да направев Чебрен, понешто да биде запамтен. Потаму во Бошков мост. Чебрен дава 1500 мегавата. Тој ни се потребите и за извоз имаме електрична струја, не се пласиме. Заедно со Бошков мост. Ние сме Јанко, едно село по површина, едно руско село, а по жители како едно кинеско село. И точка. Што сме ние, бе, само се факију што викаме се правиме. Ајде, мајка, трета работа. Зашто, например, не се направи класификација? Ќе одам кај Путин, ќе му бацам рака, бе, ќе го молам на Путин. Аман Путин, да ни направи класификација. Појна севка да става со Црвенковски до овој до Заев, ќе дојде премиери, ќе не го прави класификацијата и мирно да спиеш. Треба 30 дена да направи Русина класификацијата. Овие се уплашија што ќе им кажи Бели. Ај сега НАТО нека им дај 1000 мегавати бакшиш струја, ќе им дај од 3 она, што викат. Значи, пократкото. Ние од дрвата не гледаме шумата. Такви се премиерите, такви се министерите и така натам и така натам. Илија, ја прележа короната? Ја прележав и моредов факију на короната. Значи, сега добар си? Сега сум добар, со на работа ори кршам. Значи, Јанко, имаме една комбинација од одбел, мајчина дужичка, јаглика, тегаец, широки и тезолисен тегаец, кој, например, за за терапија за мерак. За мерак за терапија и превентива жалфија заедно со Петровет. Кога ќе дојдеш дома да ти направиш гаргара, малце, се што има ќе уништи устата од тоа сакам кај тебе да го кажам ексклузивно, ама со ти баца ме влижи за јазик, затоа сум кажал неколку ексклузивни работи, кои можеше кај тебе да ги кажам. Ова запамти јас, ќе
ти пушам на Вибер тебе, кои се овие 7-8 треви, тие кај Павле Корочаевич ги произведуваме. Пео фаза сега да ги прибери тој нешто има, и ќе бидеме ексклузивни ние прв Дали го имаш мојот број? Како го немам бе, ќе го меморирано Јанко. Океј, Илија, пушти ми на Вибер и да договориме едно гостување, ќе ми биде чест и задоволство. Ми израдува вечерва. И барат, еве на аеродром. Да ти кажам, најдове за маса ќе конкурирам за независен кандидат. И ќе победев и ВМРО и СДС. И ќе тепав нешто, со нокаут како клей што ги накутираш. Али знаеш дека сум десничар, и затоа маце ме убедија и така. Кажи ми, слушај, проблем ти е да доаѓаш до Скопје, ако сакаш можеме и по Скајп да направиме интервју. Абе, како ми е проблем, јас во Скопје живеам во Битола. Добро, се извинувам. Аеродром, ама кај ти е сега тебе, кај ти е сега сонце тебе, Јанко? Кај Македонски железници позади Американ Коледж, 3-та македонска ударна бригада. Поздрави го газдата, речи му Дилија Ѓаоло, имаш многу поздрав. Газдата у овој момент е, мислам дека е на ручек, живее у Флорида, 3 години не е дојден тука, одамна го немаме видено, али ќе го поздрав. Од Дилија Ѓаоло, ништо поиќе. Се знаете? Се знаеме. Јас и тој требаше да направиме партија една заедна, кој ми случија мене од ВМРО, требаше партија и требаше да победиме на изборите тогаш. А со Спасич? Заедно со Спасич како стоиш со Спасич? Најво. Па Спасич ми е директор де факто. Газда е Ѓорđ е собственик, а директор е Спасич. Абе јас ги порам само првите луѓе бе. Вторите не ме интересират. Ти благодарам многу, биди ми поздравен. Чекам порака од тебе на Вибер. Важи, баш и мене беше мило, што отвори вака душата. Овој работи, имам многу работи да кажувам, што па не ќе можам да излезам надвор, Јанко. Те плашам дека не можам надвор да излезам после. Комшиите сега собрани се уште пред врата? Не знам, жата ќе провери. Абе сега би го побара сега овој телефонот, има некои играчки си играт како децата. Види, интернетот е маце, ќе донеси воја, Јанко. За мене, ја се плашам. Децата веќе од 3-4 години почнаа да не се дружат, 5-6 девојче или мачки се собират крупно, не разговарат, не комуницират, книги не читат. И само интернетот и опасна работа. За мене е опасна работа. Колку ќе ме свати. Јас би го забранил интернетот и само би дал да правам фактури и ништо поиќе. Толку од мене вечером. Ти благодарам уште еднаш, лека ноќ и пријатно. Ова е еден од култните гледачи кои гостин овдека, еден од постручните кои го имаме последниве 10-15 години кои се јавува во емисија. И тука сакав да ја затворам емисија, но од режија ми велува дека имаме гледач кој чека 35 минути. Знајќи го капацитетот на мојот колега, мислам дека ќе биде спектакуларно антиклиматски, но се извинувам однапред. Океј. Почитуван гледач, добро вечер, повелете во програма. Жал ми е што чекавте, но јас реков дека телефоните треба да бидат затворени и со ова да завршам. Но сепак инсистиравте, па повелете. Добро вечер. Добро вечер. Еве, јас не се жалам затоа што чекав дали слушал у телевизорот или на телефонот се исто. Добро. Евака, само да се надоврзам, бидејќи ми беше дугачок. Оно е тачно, бидејќи работам у Холандија, преку 30-40% од земјата у Холандија е со шеќерна репа. И Белгија. Така? Месечно сигурно 20 пати товари на шеќер и претежно крајна дестинација Америка, Хелсинки, Финска и цат пат имам Етиопија товарено нешто. Тоа баш од искуство и ме зачудило, бидејќи многу кал има по тие косепарати изгледаат шеќерани. Си извинувам, дали сте нешто стручно во темава за агрономија? Не. Добро, поише у бизнисот. Од пракса правиме. Од пракса, да. Добро. Еве се надоврзувате на ова, окей. Додека, бидејќи еве, околу руралното земјиште колку е управо човекот, да речеме у една Швајцарија, рурално земјиште и да имаш 3 деца, не можеш да го
цепкаш на трите деца. Мора за да има еден наследник, за да нема цепкање на рурарното земјиште, бидејќи кај нас мегите има поише у меги ќе отиде него баш у тоа, каже го, обработливо земјиште. Бидејќи го слушав долго време и ми побегне и мислата што сакав да кажам, ајде, актуелното. Да, со Илија, затоа јас сакав, мислам, ги знам какви беа јавувањата, 5 години не се јавил, ми беше и гостин, и се извинувам поради тоа, иако ги инсистирав гледачите на тема, за него све овакво. Така што, еве, земете, издишете, ако ви треба некоја секунда, ја малце ке позборам, чисто да шлајфувам у празно, па да ви дојде мислата, ако сакате да се искажете. Сепак бевте многу трпеливи. Сепак беше околу еве, Бугарија и тие работи. Или ја спомне и многу интересна тема баш со Америка. Кажа секакви американци, италијанци, кинески, па да споредиме со нашава. На Балканот изгледа, ако таму беа индијанците, баш американци, така? На Балканот излага дека македонците ќе кажу ви спаднат индијанци. Ќе бидеме у резервати. Велам, ќе бидеме у резервати како домородното население во Америка. Па така, бидејќи еве Илија од Битола, Илија е баш од Битола, многу македонци не биле на Кемал Ататурк, музеот од лева страна, кај што почиња широк сокак. Мислам дека сите македонци треба да идат да го погледнат музеот, што значела Македонија и Битола за време на изминатите векови. Ниту Белград, ниту Софија било град кога во Битола имала црвена и бела касарна која броела само 55.000 војска. 55.000 војска у семејства тогаш било 250.000 пред 500 години. Ме сваѓате која е поентата? Да. А каде е денеска Битола? И каде е све што македонско еве се негира од секдека? Некој предходниот Ја тврдам, нели, најголемите, знаеш, како со Турција Истанбул, ама Анкара е главен град. Така и за Македонија искрено сметам дека ако требаше негде да биде власт и сите министерства, тоа требаше да биде Битола. Затоа што ја имаше традицијата Битола да таму биде, нели, како град на конзулите, порелаксирано за сето тоа. Таму била македонска интелигенција била. И многу добро, ама нема, нели, под Вардарска Бановина, Скопје, нели, србите го градат собранието, го градат тие институции. И така Скопје го доби приматот, а Битола се повеќе ја запоставувавме, можеби најбитната цивилизацијска придобивка ја имавме како модерна држава, како, нели, возачеток и така натаму. Епицентарот на Македонија требаше да биде Битола, се извинувам на сите други, но по мене, по онаа традиција на градот на конзулите, значи целиот меѓународен кор во Битола и таму да биде и влада и се да функционира како во Турција, Анкара, и на раат си функционира државата, а нели Скопје си е туризам, си е калабалак, како што си е Или Истанбул. Или е стратешки, или е намерно промашено? Јас мислам дека е намерно. Добро, уствари не можам да кажам. Имам впечаток дека е намерно, ама окей. Имам впечаток дека е намерно. Сакам уште едно за да испуштам. Спомнавте околу аутопатиштата. Еве последниот аутопат што е направен на Балканот, тоа ти е од Драч према Косово. Тоа е последниот аутопат. Значи, откоја кинезите и русите ја купуваат Кина луката у Пиреа, Кина и Русија ја купува луката у Солун, Попола, од тогаш Медитеран Шипинг Компани у светот се сели у Драч, прави лука и за 3 години го прават аутопат. Турците у Косово го направи аутопат за рекордни 2 години. Али кога има некои големи компании, огромни компании, интерес, се прави подхитно. Мислам дека немало интерес. Коридорот 8 со Труманскиот договор од 47 му е стаено крст и никад нема да се направи спојот. Повтори? 47 му е ставено крст, повторија целата реченица да те разберам убаво. На коридорот 8. Тоа ти е Софија. Така?
Софија преку Македонија, Албанија. Пругата у Албанија сега додеш на Ќапасан е направена што ниеден воз не поминала, не за нивно локално, туку за коридорот 8. Али Сталин сакал коридорот 8 да му биде за тешката артилерија и тенкови, ама Тито го подпишува Труманскиот договор 48 и стопира финансирањето на комунистичката и егејската војна и од тогаш коридорот 8 му е ставен крст и никој нема ни да се направи. Тоа само може политички памфлети да одат. Не сакаат коридорот 8 да се направи, да профункционира, бидејќи Бугарија е вртимушка у политиката и мислам дека тука е причината што Софија, Скопје и Албанија па тешко наредни 100 години да се направи некоја поголема комуникација. Интересно размислување. Но, Значи, почитуван гледач... стратешките цели не идат последнава политика. Тоа има тенденција од векови, од години и години. И уште една, ќе кажам, го прекинавме човекот за музиката. Стара Џумаја, денешен Благоевград или Ја не сакав да ја терам таа работава со музикава, бидејќи неќам да ја плеткам со ова. Ја сум музички новинар меѓу останатото и мислам дека заслужува посебна една тема каде што би се јавиле сите вие со размислување за музика, македонска музика. Поред јас не сакав да кажам некои си размислувања, туку сакав да кажам факт и моје мнение. Седам у Сандански у недела, поздрави честитки, 80% од музиката е македонска. Да пуштим у недела у Скопје, 80% на музиката е српска. За жал не така е. За бугарска, за жал така е. И ветувам дека ќе направиме една емисија за македонска музика и зошто македонската музика е позастапена во други земји од што во Македонија. Благодарам за јавувањето. Толку од мене, пријатно. Интересна вечер ми беше, морам да признам. Ви благодарам на сите, се извинувам на оние што ги прекинав. Ке имате секако, вие сте редовни гледачи, знаете дека понекогаш и ве прекинувам. Имаше многу добра инерција од почетокот во врска со политиката и мислев дека ќе се задржи. И повторно старата моја, нели, дека апсолутно не можам да ја контролирам емисијата, колку и да се трудам. Ете, Deus ex machina се појави Илија, па и последниот гледач. И тука ја завршуваме емисијата. Ништо не успеавме да илустрираме и да пуштиме, толку што имаше интерес од јавувања. Мене ми е драго што вашиот интерес не спласнува за емисијава, ја ќе се трудам. Што да се трудам? Појма немам више што треба да направам. 20 години ако ме праша некој што појма немам што правам. Јас седнувам овде, добро вечер и со Господ напред. Терај. Поише се доживувам. Ако некој ме праша реално како се доживувам, ја знаете сцената со тифусарите на Неретва, филмот Битка на Неретва. Напред тифусари преко воде до слободе. Па кој преплива, кој ќе судови, така се осеќам. Таков ми е животот. Фала ти што се грижиш за мене и стварно не знам зошто. Лека ноќ и пријатно, драги мои пријатели и пријателки. Тоа беше се за вечерва. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Што мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е знако. Не се одлука за изборен процес. Затоа Црвиновски Добро е што Македонија
Ja mislim сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдейти, све, ќе ти дојде да се купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интисектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се откажувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сте ме уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко квиза да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix, По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готви, татко му седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ќе се. Кога почна ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, чини она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, вика. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш тамо. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно да представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми каза? Как луѓе за те? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел. Да не имаш браќа?
Имам еден брат, абе тие далтони што вече цирите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. А, да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Има една Здраво и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти